бидејќи имам две клучни прашања. Професоре, како да ги заштитиме граѓаните од евентуални напади преку SMS пораки, мејлови и слично? Кои се чекорите што треба да ги преземеме? Користењето на сервисите што ги дава интернет го подобруваат животот на граѓаните, меѓутоа тие создаваат и обврска луѓето да се едуцираат и да ја држат свеста за безбедност на сајбер безбедност на повисоко ниво. Во последниот и во овој временски период актуелни се различни типови на напади. Еден од почестите напади кои што се случува тоа се ransomware напади. При ransomware нападот напаѓачот на некој начин навлегува во информациониот систем на жртвата, може да го мониторира тој информационен систем подолг временски период, не мора веднаш да го нападне, доколку се работи за компанија или за државна институција која што има покомплициран информационен систем, тој долго време на некој начин пристапува и го мониторира системот, ги открива архитектурата на мрежата, серверите, системите за бекап, односно заштита на податоци. И кога ќе го утврди како е изграден целиот информационен систем, тогаш може да нападне и да ги криптира податоците, и продукцијските податоци, и системите кај што се прави заштита на сите податоци. И потоа корисникот да остане без податоци, односно сите негови податоци да бидат криптирани и за тоа да биде побаран откуп во прилично голем износ, кој што најчесто се бара да биде платен со криптовалути, за да не може да биде следен текот на средствата кои што се уплатени и да не може да биде фатен напаѓачот. Тие, за да се заштитиме од такви напади, треба да внимаваме нашите информациони системи да не може напаѓач да навлезе во нив, да инсталира одреден софтвер преку кој што потоа ќе може да лечински да навлегува. Антивирусните програми треба да бидат апдейтирани. Оперативните системи треба да ги имаат најновите верзии на софтверот, да бидат ажурирани. Исто така со базите на податоци, со апликативниот софтвер. Треба да внимаваме какви имејл пораки доаѓаат и какви атачменти има во тие пораки. Корисниците, граѓаните треба да препознаваат лажни имејл пораки. Има имејл спуфинг, односно може да добиете имејл порака од имејл адреса која што е лажна имејл адреса. Мислите дека еден е изворот, тоест изворот, вистинскиот извор за таа имејл адреса не е исто тој што ја испратил пораката, иако се појавува истата имејл адреса. Тоа е можно и за SMS пораки, дури и за телефонски повици. Може да добиете телефонски повик што се вика call spoofing од одреден број што не е вистинскиот број. Значи може на не многу тежок начин да се симулира било кој број и тоа да биде сериозна опасност. Значи треба да луѓето, корисниците, граѓаните да препознаваат кога некој ќе им прати некаков атачмент. Дали тој атачмент во нив носи некаква извршна програма и ако го отвориме тој атачмент да го инсталираме тој малициозен софтвер. Например, атачментот може да биде да речеме ви ги праќам вашите податоци, тоа што го барате .pdf.exe. Значи после PDF екстензијата има уште една екстензија exe што значи executable. И доколку ние тоа го извршиме, ќе инсталираме некој малициозен софтвер. Или документот може да биде финансиски извештај .doc.msi.